Министре, во Центарот за јавно здравје Куманово се издаваат лабораториски резултати на пациентите, иако Центарот има забрана за вршење на дејност од здравствениот инспекторат. Резултатите се читаат без микробиолог. Ова се резултатите. Дали ќе го разрешите директорот? Дали пациентите знаат дека микробиолог не им ги чита резултатите? Тоа е законска обврска да има носител на дејност микробиолог, а со денови се издаваат резултати од лабораторија за хеликобактер, значи не се знае кој ги чита тие резултати. И последно, дали фондот за здравство треба да ги плати тие резултати кои што се издадени незаконски, не се валидни, а ако се фактурираат, тоа би го оштетило нашиот државен буџет и буџетот на фондот за здравство. Значи, дали ќе го разрешите директорот прво? Ви благодарам за прашањето. Пред 2 дена сум запознает со проблемот, дека нема микробиолог кај нив, дека од наша страна, од Министерството за здравство, отма е дадено согласност за микробиолог. Тоа што ја од првиот ден, кога дојдов како министер и како кабинет, што укажував и пред вас новинарите и пред јавноста, дека има менаџери кои не си ја вршат работата на жалост, има такви што не знаат да менаџират со институциите и еве се соочуваме со такви примери. Ја пак ви се заблагодарив за прашањето. Ова ние ќе го испитаме до крај случајот што го викате. Отма од утре, значи ќе има инспекции таму да видат се што се пропустите и нормално. Ја секогаш новинарите ми се како тим во мојот кабинет и ја секогаш ви апелирам и ви кажувам да се пријават вакви случаи и тоа што службите, инспекциите тамо ќе го видат на лице место, ќе го аргументират, најригорозно ќе има санкции. Министре, инспекцијата издала забрана за вршење дејност, која што не се почитува. И на тешко болни пациенти им се даваат резултати кои што не ги гледа микробиолог. Дали вие како министер, кога одите да се лекувате, сакате јас да ви ги прегледувам примероците од биолошкиот материјал или микробиолог? Треба да има овластено лице, апсолутно според законот. Дали ќе го разрешите значи, ќе прво оставете ги службите, инспекциите од министерство. Има забрана за вршење дејност, они си ја завршиле работата. Ќе го контролираме. Ја не сум запознает со ова што го викате, информацијата. Одма тука штом ќе се вратиме со службите, ќе го испитаме случајот до крај и ќе има најригорозни санкции.